Што туку представениот Jeep Compass е поставен на новата средна платформа на Stellantis и нуди различни електрифицирани погонски склопови од благ хибрид, приклучен хибрид до целосно електрични верзии. Од надвор има поиспеглан изглед. Тој ги зема дизајнерските елементи од својот помал брат Avenger и од поголемиот Wagoneer S со остри браници, јасни LED светла и ултратенки предни дифузори за воздух. Ставот на кросовер е подобрен со квадратни лакови на тркалата и дарежлива пластична облога. Пократките предни и задни надвиснувања му даваат на Компас брз и поаголен изглед, особено во споредба со неговиот претходник. На тоа се надоврзуваат подобрениот коефициент на отпорот и 6 бои на каросеријата. Во внатрешноста најавен е поголем простор и подобра дигитализација. Кокпитот има 10-инчен дисплеј за инструментите поврзан со големиот 16-инчен инфозабавен екран. Тие се уредно распоредени над ред прекинувачи и ротирачко копче. Централната конзола и контролната табла се нагласени со завршни обработки во алуминиумски стил, а има и многу простор за складирање на вашата опрема. Jeep Compass ја дели основата со Peugeot 3008, 5008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Тоа му овозможи за 16 см поголемно меѓуоскино растојание, па Компас сега е подолг и поширок. Ова резултира со 55 мм повеќе простор за нозете и зголемување на багажниот капацитет на максимални 550 литри. Компас ке понуди различни електрифицирани погонски склопови, вклучувајќи и хибрид плаг-ин и целосно електрични модели. За пазарите надвор од Европа, неелектрифицираните бензински погонски склопови се уште би можеле да се појават, но засега акцентот е ставен на електричниот. Ке бидат достапни и варијанти со погон на предните и на сите 4 тркала. При лансирањето во Европа, клиентите ќе имаат избор помеѓу 48 волтен хибрид со 145 конски сили, приклучен хибрид со 195 конски сили или 3 целосно електрични модели. Електричните опции се движат од верзијата со погон на предни тркала со 213 конски сили до моќни 375 конски сили во верзијата со погон на сите 4 тркала. За да се постигне таа моќност, Jeep разви нов помоќен заден електромотор, специјално дизајниран за Компас, кој нуди дополнителни 49 киловати максимална моќност и до 232 Нм вртежен момент. Кога станува збор за полнење, Компас е опремен со решение за брзо полнење до 160 kW, што му овозможува да се наполни од 20 до 80% за само 30 минути. Исто така има вграден полнач кој поддржува до 22 kW, а што се однесува до автономијата. Целосно електричните модели можат да патуваат до импресивни 650 km според WLTP циклусот. Jeep ветува дека Компас е повеќе од способен да се справи со тежок терен, а исто така може да се повали со длабочина на преминување во вода до 470 мм. За почеток Jeep ќе го понуди Компас во Европа, каде купувачите можат да изберат помеѓу 48 волтен хибрид со 145 конски сили или целосно електричниот модел со погон на предните тркала со 213 конски сили и опсег на возење до 500 км. Stellantis потврди дека производството на новиот Компас за Европа ќе се одвива во Италија.